Почитувани, граѓаните не знаат како да си ги вратат заработените пари од Евростандард банката, која што пропадна и е дел од крими афера тешка 200 милиони евра, а во која што е вмешан и врвот на власта. Нина Ангеловска, како министер за финансии, наместо да се грижи за народот и за економијата, навреме си ги извади парите од Евростандард банката за да си купи стан. Илјадници пензионери се во неизвестност како и дали ќе земат пензии, илјадници граѓани се туркаат по банки за да отворат сметки, односно се малтретираат среде лето, среде горештини, а во еки и смртоносна пандемија. Сето ова можеше да се спречи доколку Нина Ангеловска наместо за својот повеќе се грижеше за интересот на граѓаните. Но што е важен интересот на граѓаните? Важно е да се извадат парите на време од банка која што пропаѓа. Наместо за граѓаните, на Ангеловска поважно и било, како вели, да си го реши стамбеното прашање со луксузен апартман проценет на над 100.000 евра. Нина Ангеловска мора да одговори дали ова зад мене е зградата каде што има стан за кој што ги извади парите навреме од Евростандард банката, афера тешка 200 милиони евра. Дали ова зградата каде што купи стан и ги потроши парите што ги извади од Евростандард банката, додека илјадници луѓе беа оставени да им пропаднат влоговите. Почитувани, ако тоа е точно, тоа е безочен безобразлук. Наместо за граѓаните, министрите на Заев мислат само за себе. Да се трче да се обезбеди имот на почетокот на јуни, период кога според Заев веќе имало информација за судбината на банката. Да биде уште потрагично, промените на состојбата на сметката во Евростандард Ангеловска ги пријавува во антикорупцијска 2 дена откако ние како опозиција го обелоденивме случајот. И повторно институциите играат со зборовите дека тоа било само, внимавајте, неетички, но без барање одговорности. Епа јас од тука ќе прашам и дали Ангеловска е имала информацијата за да ја сподели со други блиски кои имале сметки во банката пред пропаѓање, но и следното, ако Ангеловска ги чувала парите кои биле за бизнис што наводно ги оставила во мирување за време на министерувањето, зошто стамбеното прашање не го решила во август лани кога станува министер, туку токму во јуни годинава кога власта според Зоран Заев ја имала информацијата за состојбата и веројатната судбина на Евростандард банката. Почитувани, неказнивоста на кадрите на Заев ги минуваат границите на секаква пристојност и рамки на функционирање во насока на грижа за државата и за граѓаните. Доколку Ангеловска не одговори на прашањата, а институциите продолжат со своето поданичко однесување, Македонија ќе продолжи да тоне по сите параметри што значат правда и владење на правото. Ви благодарам.